Пред неколку дена во зоолошката Скопје се појави птичји грип. Дали реакцијата на надлежните беше во ред? Дали беше пренагла? Дали треба да има период на инкубација? Кои се вклучени од институциите, вклучени во превземање на мерки и дали е испочитувана цела процедура? Утрово ќе поразговараме со професор доктор Драган Даниловски, епидемиолог. Докторе, добро утро. Ви благодарам што ја прифативте поканата од Слободен печат. Најавив дел од темите на кои што ќе разговараме, меѓутоа во текот на интервјуто ќе позборуваме и за хуманиот, односно грипот кој што е актуелен сега, за симптомите кои што ги има меѓу населението, дали е присутен некој нов сој на ковид и како практично да се прави разлика меѓу едниот и другиот. Најпрво, околу најновиот настан во Зооскопје, она што се ширеше по социјални мрежи е дека се собираат малтене сите птици, се ставаат во канти за ѓубре. Дел од инспекторите кои што беа на терен беа целосно во скафандери облечени, другите не носеа ни маски. Околу постапката и дали се испочитувани сите мерки? Па да, ете се, имавме прилика, нели, да доживееме и H5N1 тип А на птичјиот грип. Тоа е така наречен еден високопатоген сој, кој што предизвикува голема смртност кај птиците, ама и кај луѓе ако дојде до инфекција. Велам, ете, имавме прилика да се соочиме и со такво нешто. Угината гуска, па реакции, па се замеша политика, па се искористи настанот да се тријат раце од одредени субјекти и политички субјекти, да се ќарат некакви политички поени. Јас извинам на ваков начин што почнувам, а тоа ми е нешто што навистина е релевантно. И така натаму видовме што се случи, се создаде една вознемиреност кај луѓето, се кренаа на нозе заштитници на животинските права и така натаму, па зошто па тужби се најавува зоолошка градина дека ќе ги тужеле од Агенција за храна и лекови и така, не знаеме историјата. Вистината е дека според правилникот за спроведување мерки за сузбивање и искоренување на авијарна инфлуенца, така се вика тој правилник во ветеринарната медицина, постапено е леге артис од страна на екипите на Агенцијата за храна и лекови. Што е член 10, кој што вели, член 10 став 1, кој што вели дека, парафразирам, дека ако се утврди, ако се потврди дека во одредено живеалиште на птици се потврди високопатоген сој на H5N1, дека сите можно заразени и сомнителни дека имале контакт со угинатата птица, треба да се убијат. Так. Извичник. Дали сега тука можеме да дискутираме околу формата, нели? Така, и начинот на кој што е начинот и така натаму, тоа е друга тема. Тоа е ствар на менеджментот на АХВ. Дали ќе има одредени постапки, што знам ја, испрашувања за придржување кон елементарните мерки на лична заштита и така, тоа е веќе друга тема. Битно е дека според закон е постапено. И тоа е нешто што јас имам скоро напишано и е нешто што можеби одстрана гледано изгледа драматично, па се појавија и некои снимки таму, видеа и така натаму. Ама тоа е тоа. Зашто влогот е голем. Влогот е голем. Знаете, една гуска, па голем работа. Меѓутоа, тоа е една динамична популација. Не може да се предпостави диви птици дали имале пристап на тој отворен простор во зоолошката градина, дали се заразиле и така натаму. А влогот, велам, е голем заради тоа што можно е огромна штета да се нанесе на живинарската дејност. Значи, цели јата живина, кокошки, гуски, мисирки да бидат уништени,
да има тоа реперкусии на увоз, извоз на птиче, на кокошкино месо и така натаму. Така што тоа има економски реперкусии повеќе, зашто ако отиде тоа во живинарските фарми, тука нема милост, повторно мора комплетно да се уништат целиот птичи фонд. Франција има такво лошо искуство, милиони пилиња се уништени таму назад години, па сега тие преминаа на први во светот со вакцинација на живината. Инаку ендемско подрачје, да речам, една земја кај што најмногу ја има оваа авијарна инфлуенца е Египет. Така. Кога сме веќе кај птичиот грип, колкав е процентот од можна зараза кај луѓето кои што биле во контакт, како се пренесува практично на луѓе од птици? И колку од вработените и од посетителите се во опасност да заболат од птичи грип? Па видите, тоа воопшто не е ниту чума, ниту ковид, ниту некоја друга опасна болест. Тоа е болест која што е ексклузивно, да речам, примарно болест која што се јавува во меѓу животните и се јавува во некако што има забележано дека е напишано во епидемиска форма. Епидемија е за луѓе. Демос народ. Овде е епизоотија, зоон животно. Што гледаме и во портали, па дури во официјални извештаи на некои агенции надлежни, пишуваат епидемиолошко испитување на птиците. Чекате, мислам, ова вака мала дигресија. Значи, ризикот за да се пренесе болеста од птиците на луѓе е за општата популација измонредно низок, занемарлив. Нешто малку повисок ризик имаат оние кои што професионално имаат контакт секојдневно со птици. Тоа се оние што работат на живинарски фарми, па евете ако сакате во зоолошки градини и други ветеринари исто така, ветеринарни работници. Но и тука е ризикот многу низок. Како се пренесува, професоре, само ќе ви кажам, од 2003 година до 2003 до август 2024 во цел свет, во 23 земји пријавиле во Светската здравствена организација 896 точно случаи на авијарна инфлуенца кај луѓе. Од нив 463 починале. Значи, леталитетот, смртноста е 52%. Ама многу тешко се пренесува. Така што сега ова што се случи кај нас, практично теоретски беа шансите дека некој може да заболи. Затоа што чуварите имаат контакт со птиците, сигурно чистејќи таму. Меѓутоа потребни се повторувани долготрајни контакти и неносење на заштитна опрема. Речи се сите случаи што во светот се јавиле заради тоа што се манипулирало со живината или со птиците, диви или питоми, без било какви заштитни средства. Претпоставувам дека вработените во зоолошката градина барем ракавици носат. А како се пренесува, професоре, од животно на човек преку крв, измет, личен, директен контакт? Пренесувањето оди преку контакт со респираторен секрет од животните, плунка од животните, измет, крв, месо и контаминирани предмети, значи загадени предмети во околината на птиците. Покривки, разни предмети и така натаму. Исто така може да се пренесе и ако одредени секрети измет, да кажеме, има во почвата, па таа се исуши на суво време, па се кренат честички прашина, може и преку воздух на таков начин. Меѓутоа, велам, треба извонредно интензивни да бидат тие контакти на човек со овие извори што ги кажав, за да дојде до заразување. Едноставно, организмов не го прима вирусов, нема рецептори за да го прими. Сад да не одам во струка, посебни рецептори се тие кои што треба да ги имаш за да го прифатат вирусот. Такви рецептори човекот нема. Значи, да кажам, инфекција ќе се случи на некој начин со сила.
Аха, така. Почна вакцинацијата од сезонски грип, меѓутоа присутни се многу различни типови на ковид. Која е разликата на симптомите меѓу едниот и другиот и како граѓаните да препознаат и кога да отидат на лекар? Па прво краток одговор ќе ви дадам. Врз основа на симптомите е многу несигурно да се или тешко да се направи разлика меѓу обична настинка, особено ако е блага клиничка слика, меѓу обична настинка, грип и COVID-19. Во принцип. Ардам, ако се развие клиничката слика, ако биде со малку поизразени симптоми, потешка клиничка слика, тогаш може евентуално да се предпостави што е што. Кај настинките, вие прашувате за грипот и за ковидот, јас и настинките ги мешам, зашто и тие се актуелни и истовремено присутни. Да речеме, кај настинка никогаш не се случува да има кршење, болки кршење на снагата, болки во коски, во мускули, изразита малаксеност, капнатост, слабост, тешкоти при дишење, нема такво нешто. Дури многу ретко има и покачена температура, а многу често има течење на носот, кашлање и така натаму. Кај грипот и температурата, рековме, кај настинките најчесто не е покачена. Кај грипот нагло знае да почне болеста со наеднаш покачена температура, се движи дури некаде до 40 степени, најчесто меѓу 38 и 40. Има кршење на снагата, болки во мускули, има слабост, има главоболка, карактеристично е дека може да се јави конјуктивитис, воспаление на очите, црвенило се јавува на очите. И така, значи, апсолутно една слика која што личи на настика, само што плюс имаме тука температура и едно кршење на снагата. Кај ковидот, пак истото е тоа. Истото може. Да личи на настинка ако е во лесна форма, или да има малку потешки симптоми како кај грипот, ама кај некаде 40% се јавува и симптом загуба на вкус и мирис. Тоа ако се јави, тоа нема кај грипот, нема кај настинката, тоа дефинитивно со висока веројатност укажува дека станува збор за COVID. И што може тука да се каже? Едноставно, за точна разлика да се направи, треба да се направи тестирање. Так, околу вакцинацијата, препорачувате вакцини за грип и кои групи треба да се вакцинираат? Дали е препорачливо за деца, бидејќи велат на 6 месеци дека може да се вакцинира до 5 години? Да, видите, има тука една многу интересна разлика меѓу ковидот и грипот. Јас со тоа ќе почнам, зашто станува збор за децата, а децата се, да кажем така, може патетично ќе звучи, иднината на секоја заедница, на секоја држава. Значи, ковидот не беше опасен за децата, беше опасен само за хронично болни, имунокомпрометирани, многу стари лица. И трудници и така натаму. Децата не беше. Кога станува збор за грипот, сезонскиот грип, тука веќе ризична категорија, ризична популација се и децата до 5 години. И токму заради тоа, вакцинација против ковид кај деца нема потреба, зашто лесно ја поменуваат, но за вакцинација против грип нагласено е потребна кај децата до 5 години. И плюс овие што ги набројав другите категории. Зошто? Затоа што грипот е подмолна болест. Грипот многу често кај деца умее, па и кај постари, да умее да предизвика бронхопневмонија, може да предизвика воспаление на средното ово, особено кај децата, и може да предизвика често, за разлика од ковидот, енцефалит, воспаление на мозокот. И јас тука навистина да сум млад родител, не би се коцкал со здравјето на детето. Зашто родителите одлучуваат за децата. Категорија ризични поединци кои што се во постара возраст и така, но тие имаат своја свест и совест
по собствено наоѓање нека си одлучат, но тоа се тие категории. А зошто професоре 5 годишна возраст е како одредена дека до 5 години треба? Дали потоа имунитетот е појака и децата? Да. Веќе имунитетот се гради во првите години од детството и тука ќе ви кажам, знаат царите ресот така растат деца. Колку почесто настануваат децата во таа детска возраст, толку им се челичи, им се засилува имунитетот, станува потврд за понатаму во тек на животот. Овака мала дигресија. Значи, после 5-та година веќе има развиен, созреан имунолошки систем детето и може да се носи веќе со било кој инфективен агенс. Но до 5 години се уште не му е созран и тука затоа се потребни овие вакви вниманија со сите вакцини и меѓу другото и со вакцината против грипот. Сезонски грип. Кога сме кај ковидот, колку дози се доволни? Што вели вашето искуство некако кај нас со третата доза практично ревакцинација преки на редовната вакцина? Дали има вакцини во моментов сега за против ковид? И што вели вашето искуство, дали како вакцината за сезонски грип треба да се прима и секоја сезона практично вакцина од ковид? Па, Светска здравствена организација препорачува веќе, има искристализирано став, вакцинирањето против COVID-19 да оди аналогно како вакцинирањето против сезонскиот грип. Аналогно, да речеме, еднаш годишно. Секако тука ризичните групи и тука повторно се е оставено на лично наоѓање и лично гледање на работите на поединецот. Со таа разлика што, како што реков пред малку, ризични групи тука се сите оние како кај грипот, хронично болните, многу старите, имунокомпромитираните, трудниците, но децата не се кај ковидот. Така. Децата не се. Значи, ако веќе дојде до некаква ситуација на зголемен број на случаи, децата не доаѓа предвид против ковид да се вакцинират, овие сиве другиве кој како си има гледање на животот. Инаку, во врска со ковидот, ние после пандемијата и во тек на пандемијата, веќе како популација го запознавме вирусот. Стекнавме една колективна одбрана. Нашите организми на колективно ниво веќе го памтат, веќе има бариери. Така што тој, како што јас најавував уште пред 3-4 години, неизбежно се спитоми и се сведе на ендемско битисување, ендемски вирус, исто како што се вирусите на стинките, грипот и така натаму. Значи, и сега имаме, да речеме, последната недела 15 се регистрирани случаи. Да, тоа ми беше и следно прашање, малку не сите се болни. Да, тоа е од некои 200 и не знам колку таму се тестирани, некаде околу 5% во просек. Тоа е, знаете, ендемско тлеење на вирусот веќе. Од таква ендемска форма на постоење, на одржување на вирусот, тој стално така ќе се одржува, може ни се скокови од време на време, еве, во лето имавме, па сега може би во зима исто така да очекуваме, ама тоа е далеку од нешто што значи закана по јавното здравје. Дефинитивно не. И едноставно редовни вакцини за обични граѓани што се здрави и така натаму, немаат никакви болести, па и во поодминати години ако немаат болести, едноставно нема зошто нема зошто да решаваат да се вакцинираат, иако нема проблеми тоа да го направат, заради тоа што веќе имаме колективен имунитет силен. Вакцините што се добиени како донација се актуелни, штитат против сојот XB11, сега може би тоа не го интересира аудиториумот, штитат тие и против овие актуелни некои соеви што сега се во оптек. Заштитата од заразување е некаде проценето на 48-50% од заразување. А заштитата од тешки симптоми и од смрт е 86-7%, значи вакцините се извонредни. Солидни. И за крај на интервјуто, во Малтене амбулантите се преполни со пациенти кои што имаат растечени носеви, високи температури.
Една препорака до граѓаните и што вели вашето искуство, дали е позастапен сезонскиот грип, настинките или некој сој на ковид? Каква препорака? Па мислам дека е добро младите да се изложуваат што повеќе, за да си го поттикнуваат постојано, да си го одржуваат тонусот на имунитетот на високо ниво. Значи ги охрабрувам да се дружат и да настинуваат што повеќе младите. Сите оние што имаат некакви здравствени проблеми, било да е тоа состојба на старост или хронични болести, би требало да внимаваат, да носат маски, евентуално во некакви гужи во затворени простори, да размислат да се вакцинираат и така натаму. Инаку, знаете, редовното изложување од време на време на респираторниве вируси всушност е влог во силен колективен имунитет. Еден вид бустирање, бустер дози на имунитет му обезбедуваме на организмот. Така, значи младите слободно да се изложуваат и нека шмркаат и нека кашлат, но да внимаваат ако имаат постари членови на семејството дома, ако работат во институции кај што има стари луѓе и така натаму, а постарите да се вардат. Така. Ова беше професорот Драган Даниловски во утринската емисија на Слободен печат. Професоре, ви благодарам за гостувањето. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма, следите на веб изданието и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.